Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, третото информативно издание на нашата телевизија за денеска е во 20 часот. Еве ги насловите. Во Македонија се уште на незавидно ниво е интернет продажбата. Првите 20 дена овој септември го држат рекордот на највисоки температури за оваа година. САД и Кина веќе неколку недели водат преговори за прашања поврзани со кибербезбедноста. На Евробаскетот денеска на програмата се последните два надпревари по кои ќе бидат познати и освојувачите на медалите. Ова се само дел од содржините, а за преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. Лимен кров падна врз паркиран автомобил во централното градско подрачје на Куманово. Силниот ветер го откорнал кровот кој паднал врз автомобилот Рено Мегана, ја оштетил и оградата на училиштето Браќа Миладиновци. Невремето во Куманово, проследено со интензивни врнежи од дожд и силен ветер, траеше речиси половина час. Лимен кров падна врз паркиран автомобил во центарот на Куманово. За среќа нема повредени. Причината е материјална штета на автомобил Рено Меган, како и помала штета на Опел Корса. Кровот ја турнал и оградата на училиштето Браќа Миладиновци. Сопственикот на автомобилот Атанас Петров изјави дека го оставил возилото на одбележаното паркинг место на улицата Народна револуција и дека по извесно време бил информиран дека врз неговиот автомобил паднал лимен кров. Вели дека среќа во несреќа е што нема повредени. Очекува дека штетата ќе се надомести. Немаме повреди, јас не бев тука, значи преска го паркирав колата и другар случајно бил пролазник и ми се јави, вика колата ти е штетена. Веднаш дојдов, али тоа е, значи не можам ништо по полиција. Јајте во полиција. Крим техника изврши увид, сега чекаме да се тргне лимот и па уште еднаш да види. Дека е среќа што е неработен ден и што нема ученици по улицата. Пола сат, 45 минути толку. И тоа беше страшно, ветер, олуја и дожд, али стварно јако е било што одеднаш еве на 3 пати кровот е дизан. Подигнат вратен, подигнат третиот пат како инфракт кај луѓето, третиот пат летна на улица. Има оштетување на приватен автомобил и на оградата кај основното училиште. Две приватни коли се оштетени, зградата е откриена, оджаци се бутнати. Среќа што неработен ден и школото не работи, што немаше деца. Иначе ќе настрадаше некој. Какво ветер паметите, толкова силено на ветер? До сега не. Не смее да се деси. Овој е, како да кажа, нестручно или како е направено. Краткотрајното невреме во Куманово, проследено со интензивни врнежи од дожд и ситен град на одредени места, предизвика сливање на вода на улиците поради неможноста на атмосферската канализација да ја прифати надојдената количина на вода. На неколку локации во градот ветерот турна и гранки од постари дрвја. Од регионалниот центар за управување со кризи нема информации, бидејќи телефонската линија е во прекин токму поради невремето. Од територијалната противпожарна единица на Куманово информираат дека интервенирале на поплавени подрумски простори на улицата Киров Етак. Невремето беше проследено со силни електрични празнења и повремени краткотрајни прекини на електричната енергија.
Се извинуваме за малите технички проблеми. Православниот свет утре одбележува еден од поголемите христијански празници, раѓањето на Пресвета Богородица, за која се верува дека е заштитничка на сите мајки. Култот на Пресвета Богородица има значајно место кај христијанскиот народ. Раѓањето на Пресвета Богородица е еден од големите празници на Светата православна црква. Иако овој празник се смета за почеток на сите празници, сепак тој почнал да се празнува многу подоцна. Дури откако ослабнало паганството, христијаните покрај на Исус Христос можеле да ја одадат заслужено признание на неговата мајка. Во пресред на празникот зборува и отец Игор Здравковски, кој објаснува зошто се празнува овој голем ден и кое е неговото значење. Причината поради која што ја славиме ние Богородица е тоа што заради нејзината одлука да го роди Спасителот, ние сме денеска спасени, ние сме денеска христијани. Значи таа во еден момент кога Архангел Гаврил дојде да ја јави веста дека ќе роди син, таа можеше да каже не сакам. И Бог ништо немаше да ја направи. Меѓутоа таа толку му беше послушна и предадена, што тоа послушание до крај го исполни за наша радост. Значи буквално дозволи да се јави Спасителот преку неја. И затоа ние ја славиме како посилна и посветла и подостојна од ангелите. Отец Игор додава дека постојано помеѓу луѓето се шират разни приказни дека помеѓу две Богородици не се крштева или венчава, но тој вели дека станува збор само за суеверие. Никаква магија нема меѓу тие два празника. Едниот е за спивање нејзино и пренесување кон Бога. Денеска го славиме раѓањето нејзино. Значи не може една мајка Господова, која што е мајка и за сите нас, христијаните, да направи нешто лошо. Не може светител да предизвика нешто лошо. Посебно, ако станува збор за крштение, наше второ раѓање, за Царство Небесно и за венчание. Значи, за два, можеби, најважни моменти од нашиот живот, да замислиме дека Богородица ќе ни направи зло, ако ги направиме меѓу двата празника. Така да, посебно до младата публика и до постарата, апел ова суеверие да го истиснат од нивниот живот, зашто е човечка измислица и да не го вржуваат христијанството со не знам какви се неприказни, а она што е најважното, почитувањето од срце и верувањето од срце, кој што на литургија го принесуваме како дар на Бога, да го заборавиме. Според народните верувања, Пресвета Богородица е заштитничка на мајките воопшто и на леунките посебно, поради што жените што раѓаат ја повикуваат да им помогне полесно да се породат. Исто така се верува дека таа им помага и на жените што немаат деца, затоа ваквите жени оделе во црквите посветени на Богородица и се молеле пред нејзините икони. По повод овој голем ден, утре во селото Уминдол во 8 часот ќе биде осветена црквата Свети Никола, каде ќе биде присутен и владиката Господин Јосиф. Во Македонија се уште на незавидно ниво е интернет продажбата. Иако има доволен број на компании кои организираат интернет продажба во овој сегмент од внатрешната трговија, не се вклучени малите и средни предпријатија кои се уште го преферираат класичниот начин на продажба. Од интернет компаниите очекуваат наредниот период да се зголеми продажбата, како и да е, и дека е неопходно јакнење на свеста кај потрошувачите и кај самите фирми од предностите на продажбата на светската мрежа. Потрошувачите во Македонија недоволно ги познаваат предностите од интернет продажбата, но истото може да се каже и за компаниите, кои се уште во мал обем се вклучени во електронската продажба. Токму малите и средните компании кои учествуваат со највисок процент во внатрешната трговија се уште ја преферираат класичната продажба. Од интернет компаниите сметаат дека со електронската продажба се таргетира поголема група потрошувачи, не само во градот во кој функционираат, туку и во регионот и во државата. Во Македонија постојат неколку компании кои им овозможуваат на фирмите на организиран начин да вршат продажба, а од друга страна ги штитат и интересите на потрошувачите. Најголем процент од малите и средните компании имаат своја веб страна и ги користат социјалните мрежи за да привлечат поголем број на клиенти. Да ја активира својата интернет продавница, да ги има сите потребни алатки што им се за да имат ефективна продажба. Генерално кај нас компаниите во Македонија полека почнуваат да го адаптираат тој модел на продажба, меѓутоа
се е сведено на социјалните мрежи, односно на објавување на информации на Facebook и очекување на преку социјалните мрежи да привлечат одредена популација. Додека самиот тој начин на продажба генерално не може да ги ефектуира до тој степен сите заинтересирани клиенти да може да купат. Компаниите кои организираат интернет продажба им овозможуваат на фирмите панели преку кои можат самите да ја уредуваат својата понуда, што подразбира додавање на производи, фотографии за производите, алатки за самостојно креирање на купони и поврзување на интернет продажба со реалната продажба. Компаниите добиваат и советодавна поддршка во однос на представување на производите, различни наплати на продажба. И додека во Македонија оваа продажба е на незавидно ниво, кај нашите соседи и земјите од регионот е на многу повисоко ниво. Разлика од Македонија, другите држави се многу понапред. Да речеме една Бугарија веќе храбро чекори напред. Хрватска веќе одамна некои 5-6 години е активно вклучена во интернет продажбата, дури и некои хрватски компании го зафаќаат и македонскиот пазар. Да не ги спомнуваме тука светски развиените земји како што се САД, Кина, односно нивните платформи, кај нив генерално 68% од целокупната продажба се одвива преку интернет. Значи луѓето веќе онаа навика да појдат во продажни салони да купат ја губат. Постоењето на интернет компаниите и достапноста на интернетот кој во Македонија е на исклучително високо ниво. Во наредниот период се очекува да се зголеми продажбата преку интернет и уште повеќе да се раздвижи економијата во овој сегмент на пазарот. Под мотото "Првата помош во услови на мигрантска криза" вчера во Крива Паланка се одржа 24-тиот државен надпревар на екипите по прва помош. Вкупно 25 екипи кои ги представува општинските организации на Црвениот крст се надпреварува во укажување на прва помош при различни видови на повреди. Најдобри беа волонтерите од Кисела вода. Целта на надпреварот е да се промовира првата помош пред се кај младата популација, но и кај јавноста. Еве дел од атмосферата. Младински екипи кои ги представуваат општинските организации на Црвениот крст од целата територија на Република Македонија. Надпреварувачите си ги одмеруваат вештините во укажување на прва помош во услови на мигрантска криза на повеќе пунктови поставени во градот. Најуспешна беше екипата од Кисела вода Скопје. Совкупно 894 поени на третото место општинската организација на Црвен крст од Гази и Баба. ...896 поени и второ место за општинската организација од Кочани. И совкупно 946 поени. Најуспешна општинската организација на Црвен крст од Кисела вода. Се надевам дека бевме добри домакини, а дека вие навистина поминавте еден убав ден, најголем дел од вас и 2 дена, во надпреварување, во покажување на вашите вештини, она што сте го научиле, но секако и во дружење и стекнување на нови искуства. Очекуваме за жал да потрае уште некој време, секој што ќе барат сите на дополнителна мобилизација. Господине Сајце Лидинче. А сега ја поканувам господја Жаклина Цветковска, председател на Неготино на 20... Надпреварот организационен аспект ние е еден од најдобрите, ако и најдобро организиран во последните 10 години. Тоа се должи веројатно во добрата поставеност на општинската организација, меѓутоа и во поддршката што општинската организација во организацијата на надпреварот ја доби од локалната самоуправа и од граѓаните на градот Крива Паланка. Од резултатите што се постигнати сум задоволен, ова е сепак надпревар, значи целта е сепак да се надпреварува, да си ги покажат вештините, знаењата и на крај некој мора да биде прв. Сметавме дека токму овој надпревар треба да го посветиме, односно мотото на надпреварот да биде во тој правец насочена, затоа што сметаме дека Црвениот крст на Република Македонија е еден од актерите, нели, во сите оние субјекти на државата кои се справуваат со последиците од оваа криза. Поминавме одлично, ние сме од општинска организација Кисела вода од Скопје.
Напорно работевме, со години сме во прва помош. Наша најголема желба е прво место на државно. Ова до сега ни е трета прва на државно и се надеваме да одиме на европско. Доаѓаме од Кочани. Денес супер споминавме, искрено не го очекувавме ова второ место. Се спремавме од прилика 2-3 недели и искрено сме задоволни од местото кај што го освоивме. Надпреварот беше прекрасно. Бевме 5 надпреварувачи, иначе сме од Панчарсовски и општина Газибаба. Оваа година ни е втора година како се надпреваруваме. Беше тешко и напорно да се вежба, ама ето се постигна. Започна септемвриското мерење на бучавата во Куманово. Новина е што мерењето ќе го спроведуваат екипи на Центарот за јавно здравје во соработка со екипите на секторот за животна средина на општина Куманово. Последните мерења покажаа зголемени гранични вредности на најголемите сообраќајници во градот. Екипи на Центарот за јавно здравје Куманово започнаа со мерење на комуналната бучава во општината. Во Куманово мерењата се вршат на десетина локации, при што се мери бучавата предизвикана од сообраќајниот метеж, градежните активности и угостителските објекти. Локациите се одредени во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. На секое мерно место се вршат и по 100 мерења и се обработуваат софтверски, информираат од Центарот за јавно здравје. Од вчера почнавме со септемвриските мерења на бучавата. Тоа се истите локации како и претходните години, бидејќи се определени од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Тоа се 10 раскрсници во градот и со кои се опфатени сите зони, односно и тивките зони и бучните зони. Во овој период ќе следи процес на внесување и обработка на собраните податоци. Според очекувањата на надлежните, резултатите од мерењата ќе бидат добиени кон средината на октомври. Ќе мериме 4 пати во текот на деноноќието, во текот на една недела, односно 6 дена, 5 до 6 дена мериме бучава. Потоа следат оние математички пресметки, бидејќи со таква апаратура располагаме. Ново се што дел од мерењата ќе ги спроведеме заедно со општината, со секторот за животна средина, бидејќи и тие имаат набавено апарат кој што е посовремен и пософистициран, така што да на лице место ја дава пресметката на нивото на бучава во надворешна средина, значи. Последен пат мерење е извршено во мај, а резултатите беа соопштени во јуни. Во тој период податоците укажуваа на зголемено ниво на гранични вредности на комуналната бучава, особено на најголемите сообраќајници во централното градско подрачје. Мерењата на комуналната бучава се спроведуваат 2 пати годишно. Добиените податоци се испраќаат до Министерството за животна средина и просторно планирање и до Советот на општина Куманово. Со цел пошироко и пообемно осознавање и празнување на театарската уметност во рамки на Криопаланечкиот театарски фестивал во сабота напладне беше промовирана драмата Девет на авторот Гоце Ристовски. На промоцијата во локалната установа Градски музеј говореше театрологот Тодор Кузманов. Пред Кривопаланчани беше промовиран драмскиот првенец на Гоце Ристовски, кој го носи насловот Девет. Авторот и новинар Ристовски, кој потекнува од Крива Паланка, ја истакна честа што пред овдешната јавност го промовира неговиот прв објавен драмски текст, потенцирајќи ја важноста на родниот крај за еден уметник. Ова е мој прв драмски текст кој што објавам во книга, но јас имам и други драмски текстови кои што се уште не се во книга. Јас се надевам и едните и другите дека ќе се најдат во многу скоро време и на сцена. Сум задоволен, се разбира, од промоцијата во Крива Паланка, затоа што Крива Паланка е мој роден град. Јас тука сум роден и тука помина веројатно најубавите години од мојот живот, детството и во известна смисла и младоста. Заради тоа јас со особена возбуда секогаш кога сум во Крива Паланка, особено по вакви пригоди, промоции и така натаму, со особени возбуди приоѓам на нештата. Која е символиката на насловот? Бројот 9 е последниот едноцифрен број, значи сите пред него се едноцифрени, тој е последниот, но после него веќе почнуваат двоцифрените. И тоа има голема символика во таа смисла, да речеме, небото се дели на
хиерархијата на небото на 9 ангелски хорови. Мајката го носи плодот 9 месеци. Бетовен напишал 9 симфонии. Многу, ако ја шириме, ќе добиеме. Речеме, романот Злосторство и казна се одвива во текот на 9 дена. Така натаму има многу символики врзани со бројот 9, кои што во суштината кажуваат дека 9 е нешто што кажува дека завршува еден систем, еден свет, но исто така и кажува дека почина нешто ново, може би посовршено и подобро. Од тој аспект, значи, ова е дело за крајот на светот, онаков како што го знаеме денес. Делото го промовираше театрологот Тодор Кузманов, кој меѓу другото истакнува дека ова е драма за цивилизацијата која ита кон својот крај. Драма која изобилува со досетливост и луцидност, како и суптилни назнаки за она што се случува во општеството и за тоа како чувствителноста отсуствува во секојдневието. Деветката, како што гласи насловот на текстот, е драма за двајца, драма за маж и жена, со во обид да се зафати дел од она што актуелно се случува не само кај нас, туку и во светот. Значи, станува збор за драма која што не е локално врзана, обележена, туку за драма со универзална смисла и значење. Во неја предметите се есенцијални, екзистенционални, социјални, хуманистички, значи етиката е во основата на драмата. Таа е воедно и критика, но и обид да се излезе од лавиринтот на таа современа, постмодерна, можеби, драматургија. Гоце Ристовски е автор на 2 романа, 2 збирки раскази, 2 антологии, неколку монографии и повеќе преводи од балкански јазици. Првите 20 дена овој септември го држат рекордот за највисоки температури оваа година. Според мерењата на главните метеоролошки станици на Управата за хидрометеоролошки работи, воздухот за месец септември е со апсолутна максимална температура измерена во периодот од 1951 до 2014 година. Со последниот топлотен бран на неколку мерни станици на Управата за хидрометеоролошки работи се надминати старите рекорди. Највисоката промена на температурата е забележана во Демир Капија, а новиот апсолутен максимум е 39,7 степени и со оваа вредност Демир Капија го држи рекордот за највисока температура измерена во Македонија во месец септември. За третата декада од септември се предвидуваат пониски температури. Според метеоролозите, есенскиот октомври носи повисоки температури од поранешните, но и помалку врнежи. Есента се очекува да биде топла со пријатни температури, а иако е се уште рано да се прогнозира за зимските денови, не се предвидуваат снежни наноси и олуи оваа зима. Домашните компании имаат можност до крајот на годинава да искористат средства во износ од 30 милиони евра преку поволната кредитна линија од Македонска банка за поддршка на развојот со субвенционирана камата, која што не е поголема од 5,5%. Македонска банка за поддршка на развој има значајна кредитна линија што ја обезбеди владата, која многу им помага на домашните компании. Досега владата обезбеди 350 милиони евра главно од Европската инвестициска банка, со кои се овозможи субвенционирана камата со голем рок на отплата од 8 и повеќе години. Рече премиерот Груевски, нагласувајќи дека владата ја субвенционира каматата, која не смее да биде повисока од 5,5%. Овие денови додаде се пушта новата транша од 6,1 милиони евра кои ќе отварат околу 100 нови работни места и ќе значат реализација на 61 проект. До крајот на годината треба да се инвестираат уште 30 милиони евра што представуваат одлична шанса за домашните компании да ги искористат овие поволности со субвенционирана камата од државата. Често пати не критикуваат дека повеќе сме обрнувале внимание на странските компании, а помалку на домашните. Тоа не е точно и можеме аргументирано да покажеме дека повеќе им помагаме на домашните компании, потенцира Груевски. Тој нагласи дека покрај субвенционираните кредити за домашните компании се предвидени и други мерки, а и сите мерки кои како бенефит се прават за странските компании се од користи за домашните.
Владата за изградба на локални патишта ширум Македонија годинава издвои 7,2 милиона евра, а досега за таа намена има инвестирано 57 милиони евра секаде каде што било приоритетно и најпотребно. Владата за изградба на локални патишта годинава издвои 7,2 милиони евра. Така ќе продолжиме и во иднина затоа што се значајни за граѓаните, за економијата и за се што е поврзано со локалните патувања, изјави премиерот Никола Груевски во посета на општина Сопиште. По преземањето на власта многу интензивно почнавме со градба на локални патишта и не застанавме од 2006. Иако во еден период не критикуваа дека многу обрнуваме внимание на локалните патишта, а малку на автопатиштата. Ние обрнавме поголемо внимание на автопатиштата, но го задржавме истото внимание на локалните, изјави премиерот Груевски одговарајќи на новинарското прашање по посетата на селото Света Петка во општина Сопиште. Тој прецизира дека досега се инвестирани 57 милиони евра во изградба на локални патишта, со кои се изградени 350 локални патишта во должина од околу 692 километри. Додаде дека за разлика од минатото, кога многу малку се водеше грижа за локалните патишта, актуелната власт е фокусирана токму на нив. Околу 10 милиони грци денеска гласаа на предвремени парламентарни избори втори за оваа година. Соединетите Американски држави и Кина веќе неколку недели водат преговори за прашања поврзани со кибербезбедноста. 57 цивили загинаа, околу 130 се ранети во последниве 24 часа во Јемен. Ова се вестите од светот. Грците денеска гласаат на предвремени парламентарни избори, инаку втори за оваа година. Тие се организирани поради тоа што поранешниот премиер Ципрас го загуби парламентарното мнозинство по бурни несогласувања во неговата партија околу содржината на последниот договор со меѓународните кредитори на земјата. Инаку Ципрас го повика народот да му изгласа доверба за нов силен мандат, уверувајќи дека ќе се зацврсти стабилноста на постигнатиот договор со меѓународните кредитори. Неговиот противник, лидерот на Нова демократија, Меи Маракис, ги повика грците да стават крај на експериментите на Ципрас. САД и Кина водат преговори за прашања поврзани со кибербезбедноста. Весникот Нью Йорк Таймс пишува дека евентуалниот договор за кибербезбедноста помеѓу САД и Кина би можел да биде потпишан за време на посетата на кинескиот претседател Си Џинпинг во Вашингтон. Нью Йорк Таймс наведува дека договорот би се однесувал на спречување кибернапади врз електроцентрали, телекомуникацијски системи и болници. Прашањата поврзани со кибербезбедноста според најавите од Вашингтон ќе бидат една од главните теми на средбата на Си со американскиот претседател Барак Обама што ќе се одржи следната недела во Вашингтон. При воздушни напади на арапската коалиција, предводена од Саудитска Арабија, најмалку 50 цивили загинаа, околу 130 се ранети врз цели на територија на Јемен. Медицинските служби известуваат дека само при нападите во реонот на градот Сана загинале 19 цивили, а 109 се ранети. За време на нападите било погодено и оманското дипломатско представништво во Сана, но се уште нема информации за жртви. Кошаркарскиот клуб Куманово викендов учествуваше на квалитетно надпреварување во Кавадарци и во дуел со домакините, успеа да го освои третото место. Актуелниот македонски првак МЗТ Скопје го освои шестиот меморијален турнир Димитар Ѓоргиев, кој изминативе 2 дена се играше во Кавадарци. Во интересно финале штрековите од Аеродром со 83-65 беа подобри од Карпош Соколи. Избраниците на Пипан по првите 20 минути се одлепија на плюс 15, пошто вториот дел рутински го одработија и триумфираа на овој турнир, на кој учествува и домакинот Фен Индустри како и Куманово. Најефикасен кај победниците беше Дреноваc со 14 поени, еден помалку Фрлија Луковиќ и Стојановски, додека Протич постигна 11 кошеви. Во таборот на Соколите единствено двоцифрени беа Казановски со 16 и репрезентативецот Соколов кој постигна 11 поени. Во битката за третата позиција Куманово со 91-78 го победи Фени. Предводник на кумановци беше американецот Ли Инграм со 18, додека за Индустри стрелец на 19 кошеви беше Враговиќ. Тимот на Куманово
Многу активно летово работеше за склопување на составот за наредната сезона, во која член на македонскиот вице-шампион ќе биде и Данило Неговановиќ. Тој е висок 194 см и ги покрива позициите 2 и 3. Во македонскиот прволигаш доаѓа од Леотар, каде што завршил како трет стрелец во Лигата на Босна и Херцеговина со просек од 17,5 поени по надпревар. Претходно кумановци ги доведоа Урош Петровиќ, Игор Бјелич, Ентони Линграм и Миодраг Тодороvić. Беа обновени договорите со Александар Костовски, Маријан Јаневски, Вукешин Мандиć, Урош Луковиć, а на клубата повторно седна Љубислав Луковиć. Фудбалскиот клуб Премиер открива Паланка оваа сезона ќе се обиде со младите да ја брани честа на градот, како и да е пред се и ќе собирате искуство. За дуелите од втората рунда денеска гостува во Ѓорче Петров, домакините од New Stars заслужено славеа. Вардар со победа на гостувањето кај Монпелје од 30-25 ја стартуваше новата сезона во Лигата на шампионите за убав почеток на македонскиот шампион. Вардар влезе како фаворит на гостувањето кај Монпелје и ја оправда таквата улога, иако надпреварот со францускиот тим не беше ни малку лесен. Тимот на Раул Гонзалес започна тешко, за 20 минути Вардар постигна само 4 погодоци, како и да е. На голот беше расположениот Штербик, па на полувремето се замина со негатив од 3 разлика. Монпелје делуваше мотивирано да дојде до победа, а редовите на Вардар не функционираа најдобро. Во второто полувреме, на теренот како да излезе некој нов тим на Вардар, македонскиот тим заигра многу подобро и брзо го сврте резултатот и дојде до убедлива предност од 5 разлика, кој успеа да ја сочува до крајот за конечни 30-25. Новото засилување во тимот Македа и Дибиров беа неефикасни во тимот на Вардар со по 6 постигнати погодоци. На голот одличен беше Штербик со 16 интервенции. Во составот на Монпелје Гајич реализираше 7 гола. Во недела Вардар го игра првиот надпревар на домашен терен оваа сезона во рамките на второто коло во Скопје гостува екипата на Пиксегет, која со 31-30 го совлада моќниот Келце. Екипата на Металург со пораз на гостувањето во Украина ја почна новата сезона во ракометната лига на шампионите. Металург загуби од украинскиот тим Мотор со 30-24. Македонскиот тим во текот на целиот надпревар беше во негатива, а домакинот Мотор во 46-та минута имаше и 9 голови разлика. Јанко Божовиќ со 10 голови беше неефикасен кај Металург, додека кај Мотор Сергеј Бурка постигна 9 голови. Металург во следното коло ќе игра на домашен терен со кадетен Шафхаузен. На Евробаскетот денеска на програмата се последните два надпревара по кои ќе бидат познати и освојувачите на медалите. Најквалитетните 4 кошаркарски репрезентации на стариот континент се надпреваруваат за делба на пленот на Евробаскет. Во финалето Шпанија води против Литванија, додека третото место го освои Франција во дуелот со Србија. Кошаркарската репрезентација на Србија не успеа да освои медал на Европското првенство во Лил, откако во мечот за третото место загуби со 81-68 од Франција. Со оваа победа триколорите го освоија третиот последовен медал на европските првенства, а златото од пред 2 години го заменија со бронза. Србите беа рамноправни само во првата четвртина, пошто Франција наметна своја игра, го презеде водството и успеа да го задржи до самиот крај на мечот. Кај Србија потврди најдобриот играч Милос Теодосиќ, кој немаше погоден шут од игра во текот на целиот меч и зад своето име запиша само 3 поени од слободни фрлања. Нандо Де Коло со 20 поени, Еван Фурније со 15 поени и Тони Паркер со 13 поени, како и Гобер со 15 поени и 14 скокови ја предводеа Франција на овој меч. Неефикасен кошаркар во српската репрезентација беше Богдан Богдановиќ. Времето во Македонија беше сончево со мала облачност, како и да е попладнето со нестабилност и со пороен дожд. Грмежи, засилен ветер. Метео.
Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи, и останете со К3. Имајте пријатна вечер.